Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Светановски, имам чест вечерва, мој гостин да биде новинарот и колумнист Цветин Джилиманов. Добре дојде. Добро вечер, благодарам на поканата. Цветин е една тема која што веќе 2-3 недели така ја окупира Македонија, имагинарна тема, но тема која што беше наметната и постојано на различни начини се тера од опозицијата. Зборуваме за темата наречена мигранти. Токму ти пишуваше на оваа тема, има еден проблем, многу голем проблем. Една партија која што беше промигрантска, сега е антимигрантска партија која што опчевино мисли дека македонецот има некаква си меморија од 3 секунди. Да, тоа ви покажува дека во ништо реално таа партија не верува и дека нема ништо што не би го кажале во надеж дека ќе добијат некакви поени, дека можеби некако поскоро ќе си го скратат овој период во опозиција кој што очигледно нели како што стојат работите од моментов изгледа дека ќе биде доста долг. Добро, да бидеме коректни, и британските медиуми кои што се познати по такви сензационализми го објавија тоа како информација, но мора да се гледа во перспектива. Значи, кој го следи британскиот печат, знае колку е таа важна тема кај нив, колку е болна, колку е сериозна тема. Буквално се случи партија која што не постоела до вчера преку ноќ да стане најголема партија во Обединетото кралство само на таа тема. Значи, тоа е кај нив. За Фараж зборувам? Да, реформската партија. И тоа е тектонско пореметување на нивната цела политика. И сега и кај нив медиумите, политичарите не знаат како да се справат и секој ден и тие на граѓаните им пласираат разни ветувања, не знам, во Руанда ќе ги пратиме мигрантиве, сега со Косово сме договорени, со Франција имаме договор, постигнаа некаков договор, ако еден мигрант дојде со брод, еден Франција да прими назад, да депортираат токму од овие што ги зборуваа, нели, луѓе што побарале азил, поминал некој период, заклучила државата дека не им следува азил, дека не се загрозени дома, не ги исполнуваат условите. Значи, секој, ако не почесто на месец дена имаат некое ново спасоносно решение, со кое што и властите таму купуваат време, ништо од тоа не е реализирано. Тоа е многу важно да се кажа. Значи, сите овие планови што ги кажуваат, минорен број на луѓе беа, мислам, испратени во Руанда, со огромни пари инвестирани таму во кампови, во политичка подготовка, во се. Сите други планови апсолутно не им успеваат, не им функционираат. Така да, од таа страна луѓе што малку ги следат работиве, барем кај нас, сме спокојни дека шансите Британија да депортира барател на азил било каде во светот се смешни, се никакви. Меѓу другото, Косово се согласи, секако ќе видиме, баш да видиме дали таму ќе успеат да депортираат. Пречките им се внатрешни, домашни, имаат многу силни судски инстанции кои што го попречуваат секоја депортирање, имаат многу силни левичарски организации со какви што беше во Македонија УИДИСН СДСМ порано, кои што работат сериозно на правата на заштита на мигрантите, кога ќе дојде мигрант во Британија да биде од секоја гледна точка заштитен, и социјална помош, и не знам, образование, и пристап до пазар на труд, ако не сака да работи, и коли им дава, дури тоа е еден од поскорешните скандали. Така да, условите им се навистина добри, мигранти ќе направат се што можат да останат таму, и има левичарски организации кои што активно работат тие луѓе да останат во Британија и секој депортирање го споруваат. По принцип дека, не знам, семејството ќе му било загрозено, ќе губиат семено соединување, сите тие финти. Лажно преминување во христијанство или друга вера, па сега не можеме да го вратиме во Афганистан. Па сочите ги фрваат, лажат дека за годините многу малолетни се сите. Страшните статистиките ги покажуваат колку се на точно под 18 на 17 типол, например, огромен процент се на 17 типол, мислам, што тотално е нереално дека толку многу луѓе од сите што доаѓаат ќе бидат баш на таа возраст. Така да, ќе видиме по случајот на Косово дали стварно ќе успеат да депортираат некого. Видовме по случајот на Албанија која што максимално е отворена кон Италија, рече дека ќе прими мигранти. Италија има доста послаби такви организации, значи кои што се борат за правата на мигрантите преку судскиот систем таму, па сепак Италија не успева да депортира мигранти во подготвената спремна Албанија со подготвен камп, дали некои 10 на 20 луѓе се однесени. Во година, две, мислам, колку што таа шема постои.
Значи, шансите Британија да депортира некој се навистина никакви, но еве видовме навистина една целосно превртување на политиката во СДСМ, значи се што до вчера зборува, се се подготвени да поплукаат, значи партијата на Мила Царовска, на не знам Легис, на сите тие активисти од шарената револуција кои што паралелно работеа во дали не знам млади правници на Македонија здруженијето, дали во Легис, кои што брутално напаѓаа владата упорно во текот на 2015-16 година, затоа што владата предводена се уште од ВМРО или гледаше максимално брзо да ги депортира мигрантите и на крај ја затвори границата. Значи, таа влада апсолутно се погрижи никој да не остане во Македонија. Да, јавна благодарност Австрија, Унгарија, Словачка, кој веќе не беше, нели, зашто навистина одигравме страшно битна улога во целата таа приказка како Македонија. Бевме еден вид брана за она што требаше да следува натаму, а СДСМ тогаш работеа како што кажа и ти контра, па и протестите и сето тоа што беа згрижувањето, точаците, многу приказки има тука кои што се познали. Мапи им црта како да помине, доста луѓе се удавија, загина на Крива река, мислам кај Гевгелија, како се вика, не Крива река, Коњска река, кај Гевгелија, значи со мапи поделени од активисти, левичарски активисти координирани со СДСМ, заедно идеа на протести, мислам потоа активисти во Гевгелија, во Куманово да протестираат за мигрантите. Значи, тие беа многу тесно поврзани организации, СДСМ и овие левичарски организации, кои што владата предводена од ВМРО тогаш дополнителни проблеми си натовари на врат, затоа што ја затвори границата од западноевропските држави кои што инсистираат да продолжи. Гнев од таа страна бидејќи не одигра според тие соросоидните, да не речам, државички кои што тогаш нели не им се допаѓаше тоа. Апсолутно. Така да таа, значи може да се каже дека ВМРО има докажан минат труд на менаџирање на огромна мигрантска криза на начин на кој што никој не остана во Македонија. Имаше десетина луѓе кои скршил нога, една се беше омажила, ти остана во Македонија, кога ќе закрепне, продолжува. Од друга страна, СДСМ, додека беа на власт, примија, мислам, околу 400 афганистанци. И тие седеа тука со месеци и месеци. Отпосле разбираме, дознаваме дека меѓу нив сосема можно да имало паравоени формации, луѓе кои што се бореле на страна на американските власти, проамериканските власти, на страна на ЦИА. Тоа сега го дознаваме поради овој нападот што беше во Вашингтон. Се гледа дека и Америка ги примала како конечна дестинација тие афганистанци и дека меѓу нив немало само политичари, да речеме, пратеници, невладини организации, како што ни ги представуваат, тука имало буквално паравоени формации. И тие седаа во Белови со месеци и се шетаа низ Скопје. СДСМ носеше подзаконски акти за да се овозможи пристап до образование, јавно здравство. Значи, сите овие услови што мигрантите ги имаат во Шведска, во Британија, и ние да им ги овозможиме. Тие повторно нема да им бидеме прва дестинација, примерна дестинација. Ама кога ќе ги воспоставиш тие системи на поддршка, шансите некој да остане се многу поголеми. Одреден број да останат, ќе речат, добро, сепак е Европа како првичен чекор, може тука, па потоа ќе мислам за понатаму. Така да СДСМ тоа се обидуваше да го донесе, да го воведе во сила. ВМРО беше доста гласно и активно против, иако тоа се случуваше, да речеме, 2018-19, кога ВМРО беше прогонувано, апсено, со милион други проблеми, па сепак опонираше на СДСМ и на овој план и на крајот тој план реално не се реализираше. СДСМ носеа планови за отворање на кампови, односно, како го велат, центар за странци, кој што сега велат дека ќе бил од затворен тип, но јасно ни покажаа како размислуваат и дека се многу по-подложни, по-отворени кон тоа размислување дека Европа не треба да има граници, треба да биде отворена, дека сите сме ние тука, не знам, граѓани на светот, немаме идентитет, нација. На тоа се надоврзува и тоа што реално не веруваат во нација, идентитетски определби, вера. Што го покажаа со промената на името и
желбата за смена на идентитетските Се име одредници. пластелин. Да. Но имаме и добра поука, и оваа наша влада која што сега се држи машки, има добра поука од она што се случуваше во светот. Лабористите се сега на дното, токму заради тоа што го направија со мигрантите. И не постои влада во Европа која што направила погодности за мигрантите, која што не е пред смена, да не се лажем. И тогаш и оваа влада од тие причини, барем нека бидат и лични, би се пукала во нога доколку би дозволила таква нешто. Апсолутно. Ти пишуваше токму за лабористите и каде се наоѓаат тие сега во Британија, споредбено со порано и дека се буквално како СДСМ што и тако не еден амбис и тие истата приказка ја имаат. Да, се откажуваат целосно, бараат нова партија, се фокусираат на зелената партија во Британија, целата надеж новие кругови се фокусира на нив и, например, го пратија лидерот на таа партија, кој што пак е некој актер, некоја таква фигура. Зеленски, да, Заев. Оригинал. Го пратија во Франција да, не знам, вода да им дава на мигрантите, како еве, да речеме, лабористиве ги извозавме до Ендек, точно со овие политики, а можат уште долго време да се држат на власт. Теоретски можат уште неколку години да обстојуваат, по пракса се начисто уништени од точно од овие мигрантски политики и буквално се подготвува терен да ги заменат со друга партија, да се откажат. Целата левица во Британија да се фокусира на сосема нова партија. Оно што се случува во СДСМ, како го гледаш, кој е нивниот мотив, освен да бидат видливи на сцената, бидејќи со друго реално и немаат што да бидат, па макар и со фейк ньюс нека биде, со важни наративи, со нешто што им го демантира и самите британци преку амбасадата дека се работи за соработка, за справување со криминалот кој што доаѓа со мигрантите, односно организираниот криминал, нели има некој таск форс кој што во кој што сме влезени и ние како земја и слично, деманти имаат и од премиерот и од сите министри задолжени за таа приказка, но тоа не им значи апсолутно ништо и ја тераат. Каде го гледаш нивниот мотив реален за ова? Па види, интересно е, изминативе неколку недели, месец и пол, може би имаат исклучително агресивна комуникација со јавноста. Дрска, безобразна, зачудувачка на моменти, како не сме навикнати на тој стил од било која партија, може би од левица евентуално. Може би, да, се повеќе наликуваат на левица, да, за жал. фали уште да почнат, нели, она... Да, нешто што... Нивни... Да. И да се тепа. Или СДСМ, да речеме, во времето на бомбите, тик-так, готови стекеве, тука дојдаа, да речеме, до... Се шарenoизираат повторно, така ми нарекува. Па тоа е вокабуларот на оние шарените од шарената дееволуција. Тие наративи, вокабуларот, тотално е некако пресликано. Дури и дејствувањето, дури нападите кон медиумите, се копи-пейст на Заев и оно што се случуваше 15-та, 16-та, нели? Да, може би си реклеве, тоа успеа тогаш, ајде да пробаме повторно една опробана работа, со тоа што тогаш американската администрација со десетици милиони долари стоеше за нив и Европска унија и во јавноста, да речеме, приказната на ветувањата не се уште не беше целосно цинично сватани, разочарани од таа приказна. Се уште народот веруваше во тие приказни, дека навистина не мислат добро и навистина едва чекаат да не примат. Так. А ситуацијата сега е наполно смената. 180 степени е свртана и во односот, да речеме, и на САД кон Македонија и на добар дел од Европската унија, кажавме дека нели Вишеградската група расте. Па суверенизмот сегде надвладува полека во најголемите земји особено и најбитните, тука е АФД, тука е Лепен, тука секаде има по некоја групација која што сега е во висината, мислам овие се на дното сегашните им владеачи, така што не е случајно. А да речеме и со една таква партија да дојде на власт во некоја од поголемите држави, ние знаеме дека Франција не блокираше, што е идеално да перфектно би требало да е, нели, естаблишмент про Европската унија за проширување. Па еве да речеме, нас не блокираше, сега Црна Гора ја блокира, се посегнува по други држави како Данска или Холандија да помогнат. Јасно е дека со сегашната констелација во ЕУ шансите за проширување на полноправни членки се никакви, посебно ако тие членки се земји како, не знам, Албанија. А уште пак во некои од тие држави навистина победи, да речеме, Вилдерс во Холандија, да дојдеме навистина да дојде на власт, или Пен во Франција,
тогаш да речеме прашање ќе биде дали ќе има шанси за некакво асоцијативно членство во ЕУ без право на вето, без да. И тоа ќе го нема. И сега тоа е целата приказна на СДСМ се уште. Од една страна максимална попустливост да направиме отстапки кон Бугарија, кон Грција, кон албанскиот фактор во Македонија, значи максимална понизност. И сега тоа го комбинираат со некаква дрскост. Што не оди едно со друго некако, нели? Дома личи, се однесуваш како фраер, а таму си коленичар и безробетен, некако премногу е контрастот. А и дома го правиш тоа позиција апсолутно на слабост, бидејќи еве сите идеи им се дадоа 7 години да ги пробаат сите идеи во ендек ги извозе, значи ги заринка, ништо тоа не излезе. Максимални отстапки направија веќе и ништо не испорачува тоа. Така да веројатно е таа дрскост, тоа однесување, тие навреди да речеме веќе кон владата, веројатно се одраз на тоа дека внатре имаат сериозни ломови и крахови, па а по новото раководство се гледа дека имаат, да не се лажем, имаат некаков сериозен проблем, така. Имајќи го предвид типот на луѓето, карактерот и од каде кој доаѓа и со што се занимал и што има во позадината зад себе, зборуваме за сериозни кривични пријави, судски процеси против дел од нив, дел шмркаат кога им признале, па се вадат. Млади биле, слаби биле, замисли, па и такви работи. Дел се тотално, апсолутно повратници, ништо немаше во целата приказка ново кај дел од луѓето, само што излегоа, па си влегоа тука што има. Нема ништо ново, но очигледно, гледајќи го кадарот, знаеш, многумина се враќаат на минатото и реално сега, да не се лажеме, какви луѓе, имаше луѓе и таму, сагвам луѓе, Илинка Митрева, некои фаци кои што, нели, знаеа да им кажат и не на странците, да не речем шалканица, да им мамнат, да покажат македонштина. Сега таму нема М од македонштина. Да, не ги личи да се дрски, безочни патриоти. Како слонови во пижами се. Да бранат, нели, да чуваат Македонија дали од мигранти, дали од соседи, но тие се надеваат дека ВМРО ќе се лизне од не знам какви, не објасними причини, ве кажавме дека во однос на мигрантиве, значи би било политичко самоубиство нешто такво да направат од позиција 10-0 да му дадеш некаква шанса тема на противникот. По прашањето да речеме на Бугарија држат линија цврсто, непопустлива, ги видовме. Ако некаков нешто има некаков напредок, јасно кажа дека ќе мора да има отстапки од бугарска страна, што секако би било нешто подобро од тоа што СДСМ им го остави во аманет, еве преговарајте од оваа позиција на апсолутни отстапки кон Бугарија. Еве гледаме дури и со Грција, да речеме, темата се држи отворена. Да. Така да се гледа од време на време ќе им текне и ќе нели. Да. Така да СДСМ моли Бога дека да не кажем, да не зборуваме да пример за прашањето на ДУИ. Едната тема на која што нели владата на ВМРО вети дека ќе испорача беше конечно пензионирање на ДУИ на Али Ахмети. Никој не веруваше, но обстоја секојаш за тоа, бидејќи беше изгледаше како научна фантастика поведени од претходното со СДСМ, но и претходното и со ВМРО. Да не се лажем, иако не беа, не се однесуваа како со времето на Заев и Таче, ама пак беа многу по нели од сегашната констелација. Дефинитивно, че беше фикс 5 до 7 министерства, на крај под СДСМ беа веќе 10-12 министерства за нив и премиер и нели доминантна позиција во владата. Иако крешендото беше со Таче и со Заев и со Артан Груби и со тоа беше резил така. И кога му шепкаше во уво што да кажа. Сега СДСМ моли Бога дека ВМРО ќе се лизне на прашањето на албанците, дека ќе им даде повторно несразмерно власт во однос на нели на демографската ситуација, положба, нели односот во собранието и така натаму. Моли Бога дека ВМРО ќе направи некаква отстапка кон бугарите, која што би била приближно нешто на тоа што СДСМ го правеше. ВМРО тоа не го прави, напротив, еве, каде што може враќа многу од отстапениот простор од СДСМ, каде што може враќа делумно, каде што може држи линија. И нормално резултатот е неколку фракции во СДСМ, дали во Струмица, дали во Куманово, дали во Скопје, идеолошки регионални фракции, клановски нели пријателски, познански. Ги знаеме, мислам, СДСМ е таков тип на партија. И сега да замаскираат таа внатрешна слабост,
глумат повторно. Штанцаат соопштенија. Така. Но еве, знае ли Сорос што прават, особено во планов со мигрантите, бидејќи она што се правеше, спомена и ти во времето на она немила царовска каква и да е, и тоа што се случуваше со мигрантите, беше Соросова, под Соросова капа целосно. Цела Европа патеше од тоа што го правеше Сорос. Токму тие мапи беа подготвени од истите тие невладени организации кои што беа убаво платени од Сорос, но и USAID кој што беше директно поврзан тогаш, а за жал нивна не постои веќе USAID, а според муабетите и Сорос баш не е во некоја си полна сила. Дали Цветин со ова штудираат против Сорос, децата на Сорос одираат против Сорос, многу онака нели библиски некои мотиви, но дали со тоа всушност покажуваат дека бараат можеби некој нов спонзор во Европската унија, некои неолиберални структури, да еве ние сме со вас, ние сме за вас, повторно за да допрат до нив. Како гледаш на оваа приказка што децата на Сорос се сега против дејанијата, злодејанијата, како да ги наречеме, на истиот тој Сорос? Таа структура ние запознавме првпат, на да речеме сериозно да се фокусира на едно надворешно политичко прашање тука. Не во Македонија во глобални рамки беше да речеме по прашањето на војната во Ирак. Нивна главна тема беше дека ЦИА, другите разузнавачки служби во САД, армијата се крајно милитаристични, дека мора да бидат контролирани, да речеме, дека не смеат да киднапираат кого сакаат, да почнува, дека Америка почнува војни поради нафта, поради на Израел да му се помогне. Значи таа реторика кај нас, тие левичарски групи ги движа. Дури да речеме случајот на Калид Ел Масри беше едно преливање на тој наратив кај нас. Македонија беше качена на криво магаре поради тоа што по налог на ЦИА, на САД, киднапираше некој либано-германец кој што наводно случајно поминувал низ Македонија во моментот. Текнало нова година во Скопје да слави поради воздухот веројатно. Тоа беше страшна тема со години за нас, за Македонија, преку тој случај се знаеше. И гледаме сега да речеме дека главна тема на тие структури е дека тие имаат контролата врз ЦИА, врз разузнавачките служби. Десницата, Трамп е тој што се обидува да поврати некаква цивилна граѓанска контрола врз разузнавањето. И главна тема не име дека Америка е милитаристичка држава која што почнува војни, напротив, темата име дека мора да има војна против Русија, да се прошири војната против Русија. Тоа кажува дека тие навистина не веруваат во ништо. Не би се изненадил утре навистина да дојде командо од Њујорк дека сега сме поголеми ксенофоби и антимигранти и од десницава. Пупу не важи, ќе извадиме нови луѓе, ќе тргнеме Мила Царовска и не знам невладиниве на Легис, ќе извадиме друга екипа. Така да мислам дека еве по однесувањето на СДСМ тука и по однесувањето на централата на овие структури, да речеме во навистина имаме неверојатни трансформации, моменти. Доктор Филипче и мистер Хајт се шегуваат на таа тема. Има некои со останати, да речеме, помали групи во Америка што беа антивојни тогаш и се против војната сега, анахроно делуваат. Од друга страна има, например, некои од ликовите кои што беа најблиски до Буш, промотори на војната во Ирак, како Дейвид Фрум, например, сега е, или Бил Кристол, значи Господ да чува, сега се видни членови, почитувани, посакувани членови на левите кругови и нема тука отпор, еве што велиш, зошто да речеме некој од СДСМ сега не стане да критикува сопствената партија, бе чекај, ние верувавме во отворени граници, да им се помогне на мигрантите. Зошто сега настапуваме со ваква реторика? Така и во Америка нема некој да излезе да каже, чекај, ние бевме против војната, како сега овие луѓе ги прифативме. Значи, така ни кажа, така треба да на погребот на Дик Чейни, архитектот на војната во Ирак, се изредија сите либерални, левичарски политичари, новинари кои што го напаѓале на неверојатен погреден начин. Така да имаат нова тема, нова команда, моментално е Русија, претходно беше ковид, претходно беа мигрантите, претходно беше Ирак. И така, ќе им ставиш жетонче, сега на таа тема се фокусираме, заборавиле што зборувале до вчера, во што верувале, додека да речеме десницата е генерално конзистентна. Дали нападите врз новинарите и новинарските медиуми, особено интернет порталите кои што најмногу им бодат во очи, во овој случај тоа се Курир Република, Плюс Инфо, Нетпрес, Вечер МК, Алфа, да, значи тие најмногу од секогаш им бодале, но од време на време
ќе излезат и ќе го кажат тоа што не треба, изигрувајќи некои уредници, па ни кажуваат кои биле главни вести, замисли, па не сме ги третирале. Не сега дека ние сме ги третирале на поинаков начин што не им се допаѓа. Не знам дали чуле за нешто што се вика уредувачка политика на куќата, нели, слободата на новинарството, слободата на говорот, ќе зборуваме малку и потоа за таа тема сега која што ја ставија пред уставен. Тие се дрзнуваат да зборуваат за слободата на говорот, а јавно жигосуваа, квалификуваа и напаѓаа новинари, новинарски куки. Тоа се куки, реално зборуваме за тоа не се интернет порталчиња како оние со по човек два, значи зборуваме за сериозни медиуми кои што имаат по стотици илјади читања дневно. Ги боли и приказката, но еве се враќаме повторно, ти многу добро го знаеш тоа на она што се случуваше 15-та, 16-та, истиот тотално стил на жигосување на целата таа приказка се повторува. Не може да зборуваш за слобода на говор и да напаѓаш некого за тоа што не ги офатил темите кои што ти замисли уредникот од Бихачка, си решил дека се главни теми со тоа. Прва, втора, трета се сеќавам дека имаа точка. Како гледаш на ова пародија од... Кога реално имаше мигранти во Македонија, се сеќавам инеш да речеме некои странски новинари тука, па во кола ги стави без договарање во ваксинца, идеме, значи не треба да бараш да прашаш, извинете, каде се мигранти, ве молам, него возиш низ селото, тука се ги гледаш, застанеш, разговараш. И сега тогаш кога медиумите известуваа за кризата со мигранти во Балканот, Македонија и во цела Европа, бевме напаѓани дека сме ксенофоби. И кога нели владата предводена од ВМРО затвори границата, значи тоа беше сите нивни новинарски екипи беа на терен да фотографираат како се пука со солзавец, како плачат, нели. Најгрдото се вариш. Да. А друга страна, сега СДСМ инсистира до медиумите, известувајте за мигранти, за кои мигранти, каде да ги најдеме. Еве да идеме на граница, на железничка станица, ги имавме, мислам, тука поминуваани. Најчесто нели поминува подалеку од Скопје, ама ги имаше, да речеме, векот на кризата и во центар практично ги имаше. Каде да најдеме, еве сега да решите вие, но уреднички колегиум се бајли идеме да известуваме за мигрантите, каде да најдеме... Да сопираме комбиња и да гледаме дали некој шверцер на мигранти ги има, нели? Па решил да стави 2-3 позади за да направиме приказка. Тие поминуваат по 50 дневно, поминуваат со такси, со комби. Но не остануваат тука зашто не смеем целна... Не можеш да ги фатиш како ќе ги најдеш. Значи тие не се будали да седат по, не знам, да повторуваат дали на бензинска пумпа да седиме на автопат. Сигурно не се будали да застанат со мигранти да точи бензин се. Завршил таа работа претходно. Така да, навистина СДСМ инсистира да се известува за нешто што еве, кажавме, е производ на британските медиуми кои што еднаш месечно излагуваат со една таква приказна. Сега за да ја смират јавноста и тоа владеачките партии, тоа интересно потекнуваат овие наративи за да смират јавноста. Најдовме решение, така. Сега ќе ги пратиме кој што кажа во Сомалија, Руанда, во Косово, во Македонија, а нема благе везе што се вика врска, нема никаква со реалност. Ако почнат, еве да почнеме навистина да известуваме медиумите што СДСМ ги прозива, до тоа ќе дојдат, до деманти од владата, до реално согледување на состојбата, само тоа е прашањето, извинете, колку сте успеале да депортирате вие луѓе во изминативе, не знам, 10 години, бројките ќе бидат смешни. Тоа ќе ни каже дека и тоа по десничарски влади, например, кои што можеби сакале да депортираат некога. Сега имаат Британија има левичарска влада која што примарно не сака да депортира никого. Значи тоа се глумење на така, и затоа кога ќе падне ќе ја снема како една партија што падна кај нас и ја снемува, така. Се повторуваат работите. Но да, СДСМ дефинитивно е партија во чија, да речеме, тие 7 години на власт, како беше, се затвори Нова ТВ, со апсење на сопствениците, нели, со прогон политички и така натаму. Се затворија трите најчитани весници во државата, меѓу кои и два кои што беа, од трите два беа блиски до нив, ги поддржувачи нивните... Скроз беа нивни, скроз нивни поддржувачи. Нема врска, ги затворија со прогон на сопственикот и така натаму. Се затвори Република Неделникот со кривични, со што све не. Еден ТВ се затвори, нивна телевизија, по истиот шаблон како еден телевизија, нели, со истите, доста помала верзија на еден телевизија, истите тие рекети, истите тие напади на бизнисмени од позиција на власт, сега ќе
преку телевизија, па и истите луѓе по добар дел, реално, да, екипата беше таа, да. И пак интересно, екипата беше таму, беше ваму, екипата никој не ја чепна, се продолжи екипата газдите попадот, страдаат, газдите настрада, да. Не, екипата потоа зема грантови од ЕУ или од USAID за промовирање на слобода на новинарството. Ќе си го заглават газдата и потоа ќе искешираат од него. Се гонеа новинари, то сериозни новинари за оддавање службена тајна. И тука, например, се покажа колку, да речеме, СДСМ се тесно поврзани со невладениот типот Репортери без граници, како беше Комитет за заштита на новинарството. Значи, нив ги немаше. Во објективно многу посериозни затворање на медиуми, отпуштање на новинари, немаше никаква кривично гонење од СИО на новинари, смена на уредници, да речеме, на големи телевизии, кои што не беа затворени телевизиите, ама овој уредник да ми го трнеш, оваа уредничка, ќе гонам кривично, ти да ги трнеш. Девалвација со бомби, со луѓе блиски на телевизиите, гонети, па не знам како беше, имавме случај кога мајката на еден од тие го смени гласот за преспа, па да го пуштиме синот, исто таа поврзано со напад на телевизија. Тоа беше минатиот труд на СДСМ во новинарството. Додека овие организации кои што се борат за заштита на новинарството, апсолутно ги немаше додека сето ова се случуваше. Така не напишаа ништо. Како што и сега, например, овие денови актуелно во САД, Репортери без граници излегуваат со податок дека Америка била на 59-то место во свет по слобода на говор во време на Трамп. И во Америка тоа се сваќа за африканци. Смешка за тоа што знаат со кого си имаат работа. Гледаат кој е спонзорот. Кај нас треба да помине време за да полека луѓето ги сватат работите. Мислам дека минаа тие времења кога ништо не се џвакаше, туку се голташе, сега веќе нели исто мислам дека реално скептици сме од раѓање, што се вика, благодарение на историјата ни и на се. Не ги примаме работите како што ги примаат на запад, нели? Но сепак и покрај тоа поминуваа некои работи, како што беше со шарените, но мислам дека овие минати 7 години од владењето на СДСМ им покажаа на сите точно со кого си имаат работа, со какви лукративни опортунисти ја гледаат шансата и ќе направат се да го направат. Тоа мислам дека ги чкртнаа, но онаа тема што ја загатнавме, слобода на говорот. Замисли СДСМ во исто време уредува медиуми, камшикува, жигосува, прави и вика да уставен власта им ја зима со резолуција, што исто така тотален, апсолутен нонсенс. Со резолуцијата им го зема на опозиционерите правото на говор, колку и да е небулозно и глупаво да не речам, ама истото тоа е факт дека такво нешто не може да се случи. И тие што уредуваат и жигосуваат, тие сега зборуваат за слобода на говорот и им ја зима некој со резолуција која што не може да одземе ништо. Монти Пајтон, нели? Да, луѓе што забранија на цел народ да кажува Македонија без Северна, да регистрираш, например, невладина организација со македонски Македонија. Значи, тие ќе ти кажува... Оној љубителот на бифтеци, Маричиш, нели, тоа го... Да, така. Мислам, ги гледам и на глобално ниво, да речеме. Тие се тие кои што, не знам, саќе го казнуваме Твитер, ќе му забраниме на американскиот председател да биде на социјални мрежи, да постои, да функционира, па да мора да се снаоѓа преку, не знам, ново формирани компании, како е Брамбл, например. Значи, тоа е од немукајата, тоа е точно од глобалниот напад на, да речем, овие исповрзани, не знам дали да ги викаме левичарски партии, тоталитарни партии. Нема врска со левица, може левучари имаат во партијата на левичар, тешко. За ковидот што правеа, например, и со... Значи, да речеме, за време на ковидот воспоставија на цела мрежа на казнување на медиуми кои што криење на коментари, криење на статуси, на статии од одреден број медиуми на социјалните мрежи, на Facebook, каде што голем дел од граѓаните ги добиваат информациите, и сега да речеме ќе каже, оке, овој медиум објавил нешто што не треба за ковид. Во принцип работи кои што подоцна се покажува дека се точни, дека вакцината не е бог знае колку ефикасна ако воопшто. Ниту е проверена. Сега потврдуваат дека има проблеми, дека може да предизвика срцеви проблеми вакцината што им е натураа на луѓето. Особено кај децата, испана дека да. Со години во мандатот на СДСМ тука, во мандатот на, да речем, овие кругови глобално, се казнуваа луѓе кои што прашуваа, поставуваа прашања или коментари, па и доктори меѓу нив,
зошто се натура, да речеме, еден експериментална вакцина. И да речеме, во Македонија се случуваше на медиуми да бидат ставени на црна листа, да им бидат криени статиите на Facebook, затоа што, да речеме, нормално се, секој медиум во Македонија ќе објави некоја вест за COVID, без, ние разбираме дека тој медиум нема шанси да ја провери таа информација, може да преобјави, да речеме, некој западен извор дека вакцинава е безбедна или не е безбедна. И ќе цитира, да речеме, ова е објавено во тој западен медиум. Не очекуваме ние дека наши портали, да речеме, секоја вест за пристап до Бундестагот, карикирам или извештаи и капацитет и знаење да ги анализираат. Но да речеме, организации поврзани со СДСМ, со оваа Сорос екипа, имаа моќ да ти го урнисаат сајтот, да речеме, да ти ги скријат статиите на Facebook, наводно дека затоа што се објавил дезинформација поради COVID, а реално затоа што политички не им одговараше твоето известување на СДСМ, на власта. И тоа се правеше масовно. Значи, тоа не е доволно истражено, проверено, но јасно ни е дека, познато ни е дека се правело масовно. Класична цензура. Ке те прогласа за дезинформација не е за политика, за COVID. За COVID нешто дезинформирал, а реално се намалува читаноста, гледаноста на медиум кој што политички не одговара на власта. Дали сепак за целата оваа приказка која што ја фураат почна со црвени линии кои што испаднаа жива статива, не ги ни доставија до собрание. Потоа испаднаа мигрантиве па резолуција и таа резолуција не ја ни доставија до собрание, токму зборуваа за како премиерот и владата избегале до Брисел. Јас се јавив, проверив од резолуцијата не им беше и не им е ден денес пристигната во собрание. Па потоа резолуцијата ја заменија со ова што е до уставниот представката за наводна некаква си слобода на говор која што им е укината и се прескокнуваат од тема на тема, дали за да бидат само видливи, можеби затоа што Цветин следува и тоа е факт дека во најава е така едно реално јавно обвинителско действување со оние стотина предмети, минимум стотина и повеќе секој што се во фиоките, кои што Коцевски и компанија и односно поради Коцевски и компанија беа криени. Сега најавата е дека во моментот, бидејќи законот за судски совет, кривичниот законник, се смени јавниот обвинител, има веде кој што одведнаш почнаа да го плукаат, не па да беше неведен или кој знае што ќе каже. Ќе имаме сагвам јавен обвинител, нови закони, односно 26-та се најавува како реформска година за судството. Дали тука е целата приказка и се крие зајакот СДСМ? Па како што кажа, ако се гледа суставот на луѓето во партијата, на врвот во партијата, може лесно да се претпостави дека се збиваат редовите луѓето кои што навистина најмногу се огрешиле, најмногу дали во корупција, дали во дури криминали со дрога, значи ги како што ги наведа, кои што навистина имаат знаат што правела, така. И обично нели партија кога иде во опозиција, тие луѓе сака да си ги нареди на пратенички листи, да имаат некаков имунитет во раководството на партијата, да бидат заштитени. Министри, високи фаци, не џабе се, нели, пратениците им. И да се штитат меѓу себе, нели, еве, ни го нападна врвот на партијата. Така, лидерот, да. Па и сами дури кога ги видиш, да речеме, кога ќе им се одметне некој, велат, аха, добре, тебе те држи власта со кривични пријави, ако власта прво нема обвинител. И гледаме дека, како што кажа, стотина предмети не се процесираат. Од друга страна, прашањето чекате малку овоевија до вчерашен висок функционер, партиски другар, нели другари се викаат во таа партија, како сега денеш вие сами како му кажувате дека е корумпиран и дека има кривични пријави. Што знае па тој за вас, тогаш може да се постави исто така прашањето. Многу интересна таа реакција. И тие што ги прибираат покрај себе, а и тие што да речеме ќе им се одметнат и веднаш. Кон Шилегов одговорот. Тој е во долгови, врзан со власта, бил слабак и слично. Интересно не му одговори, чекам Шилегов Петре да нели му врати на Филипче, не знам зошто не е обично таков карактер да молчи, можеби има некоја причина, но да, начинот добро си го приметил како удираат по оваквото, но тоа не е добро за нив како партија да не кажеш дека има, значи он има кривични пријави. Ако тој има кривични пријави, тогаш има кривични дела, кривична пријава не се фрва така се вади од џепот ракавки, истресан нели и ќе ти пишам кривична пријава. Туку си се разоткриваат полека. Да, како мафија се држат меѓу себе и
кој што ќе застрани, самите го напаѓаат, не мора дури ни некој надвор, нели, од власта да го нападне, нели, политичкиот опонент, туку самите се ги гледаме во живо како се збиваат редовите и како се дисциплинираат меѓу себе, свесни за тоа дека, нели, јасно е дека мандатот на Заев беше навистина оргија на криминал и корупција, мислам, тоа. Мафија велиш. Уште пред да дојде на власт, да. Нели, какви тој веќе имаше криминално да за себе, да. Зборуваме за глобал и за претходното. Цел народ му ги прераскажува како да. Евро за вицето, тоа да стана шеги меѓу народот, нели да. Свињарникот на Мирче, да за глобал и за евро за вицето се како онака уште малку во народни легенди ќе преминат. Но еве спомна мафија, што мислиш кој е капо ди тути капи? Филипче или Заев? Види, тие имаат длабоки односи со тајна служба, со полиција тука, со странски дипломати. Цела историја е така, да. Па не знам ни кој од нив доволно паметен да биде главниот, дали е колективно, дали некој од надвор ги контролираше, ги поучуваше, да им каже идеш во таа држава во Дубај, ова крипто ќе го земеш сега, таму ќе ти ги префрлиме пари, ти да во Грција на средби често. Да. Имало по-паметни, по-способни луѓе што ги да не им даваме премногу признанија за дека некој од нив е капото. Така. Имаме уште теми за отворање, ќе зборуваме со Цветин Чилиманов за работите што се случуваат во Македонија. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Цветин Чилиманов. Цветин, зборувавме за она што се случува во Македонија во последно време и она што завршивме со него, дали реално овие реакции на СДСМ се за да бидат видливи и за да кога ќе дојде време да одговараат за кривичните дела, а доаѓа како што оди работава со судство и обвинителството, ќе речат дека ова е политички прогон, не ги затвораат заради тешките криминали и оној апашлак што го правеа 7 години кон државата, нели Арамилако, туку ќе бидат политички, нели, осудени политички процеси од режимот, предпоставувам, кој што ќе ги затвора не затоа што украле 2 милиони, 10 милиони евра, туку затоа што, нели, се политички неподобни и измислиле мигранти кои што реално ги нема, ама ете заради мигрантите не затворија кои што ќе дојдат, ако не како што рече пролета, тогаш летото, а можеби и во вторник, не. Така, една комбинација малку патриотизам, пумпање, тотално не им личи, ама и се обидуваат и малку тоа што многу добро има познато, добро разработена шема дека тие се жртвите, а реалноста е таа дека еве ги видовме во тие 7 години кој апсаше, како апсаше и новинари, и политички активисти, и пратеници во собрание, значи до кое ниво судеше со кршење филмски апсења со сценарија некој во 4 часот наутро, па деца плачат и бегуваат со жена пратеничка, апсот меѓу другото. И со какви обвинителски тежини настапуваа, нели, компетентните, способните терористички акти. Какви обвинители, какви судии вадеа нивна страна, ги гледаме диригирани, контролирани, водени кадри од судството, корумпирани до коска. Но еве, сега тие како бранат интегритетот на судството, на слободата на говорот, патриотизмот Македонија од демографските промени, ќе прават луѓе кои што пописот го направија на начин да, не знам, како беше, православните македонците се поделат на две групи, во сред ковид да го направат, па со контракампања да не излегуваат македонци, да не се попишуваат. Во диаспората никој не им се попиша, од револт кон нив лично, но и од организацијски подготовки. Значи, тие луѓе ќе бранат Македонија од демографски промени, од контрола над судството, значи партијата на Катица Јанева и на грациите од СЈО, и на Добрила Кацарска, и Вилма Русковска, Тие луѓе ќе бранат Македонија од слободата на говорот, ќе бранат луѓе кои што колку медиуми затворија, колку новинари прогонуваа. Дали сепак не им се погодија светските коцки особено? Факт е дека конечно после подолго време оваа влада успеа да го фати возот на промените во светот, приказката и со Трамп и со оној наплив на суверенизам, се менува светот, тоа е факт во многу работи, но еве гледаме конечно и кај нас промени во таа американска администрација. Најавено е заменувањето на амбасадорката Агилер како дел од тој пакет од 30
смени, многу смени на амбасадори во целиот свет. Да, добро, тие промени дојдоа и порано со самиот избор на Трамп, веќе се почувствува многу. И односот на значителна самата промена. амбасада, да. Неспорно е дека во минатото с сите овие 30 години амбасадата била коалициски партнер практично на СДСМ и на ДУИ. ДУИ практично сраснати беа. Так. Видовме значителни промени од типот нели на Црна пуштање на листа, ДУИ низ Артан вода. Груби, да, тоа беше шокот, така. Да, дали заклучија дека веќе искористила, нели, изживеале својата употребна вредност, како се вика, Да. се обидувам од англиски да го преведам, outlive their usefulness, Да. изразот. Но и гледаме дека и СДСМ, значи ние имаме сериозни сигнали, повици, да се истражуваат кривични дела, дека судството не функционира како што треба, дека, например, тие повици не доаѓаат до толку од Европската комисија, дури ако доаѓаат, некакви пораки не доаѓаат јавно, но еве од настапите на премиерот знаеме дека има одредени некои барања од ЕУ кои што од ЕУ која што пак ништо друго не испорачува, која што за се друго Македонија ја понижи, ја навреди, ја не исмеа за сите нели тие отстапки направени, така да навистина нема кредибилитет и кредит да зборува. Но еве некои политичари таму очигледно се обидуваат сконцентрирани во комисијата, не во државите членки кои што, како што кажа, навистина дуваат многу поинакви ветришта, а додека од САД, да речеме, доаѓаат повици да се действува во судството, да се реагира во врска со криминалот. Јасна порака до ДУИ дојде. Мислам дека и СДСМ не добија јавна порака, но дека јасно им е на нив каде се некое место на приоритетите, а допрва, нели, да речеме, ние овие работи не ги видовме во првиот мандат на председателот Трамп, за кој што дискутабилно е прашање колку човекот навистина беше на власт кај него дома, а не пак да може да влијае на надворешна сцена. Гледаме дека сега настапува сосема поинаку. Ја научил лекцијата од првиот пат. Не е целосно, да речеме, не функционира, не настапува се уште со полн капацитет, но дефинитивно многу поподготвен од минатиот пат и тоа е доволно да се почувствува на зими како што први ќе приметиме, нели, дека има нов шериф во градот, тоа сме ние кои што сме на работа, так, на периферија. кршење на туѓи интереси. Да. Што очекуваш ова 2026 година? Еве, за 8 дена одминува ова 25-та. Кога би направил една компарација, кои беа твоите очекувања за 25-та и што очекуваш во знакот на што ќе биде ова нова 26-та година? Па добро, неблагодарно е да се Да. прогнозира и економски, и финансиски, ка зависи од светските токови кои што се така неизвестни и војна имаме во Европа се уште, значи потенцијал, значи имавме, не знам, војни Индија, Пакистан, Иран, Израел, мислам тоа се катаклизмични настани би биле доволно би биле, например, за една декада во нормално време, ги имавме во една година, Сирија, не знам, Венецуела, така да Европа најавува војна со Русија, се подготвуваат без Америка, војна со Гренланд, со Америка за Гренланд, најавуваат деновиве. Некои од овие работи тешко човек е сериозно да ги свати, но сепак тоа се навистина крупни работи да ги помислиш, не да ги кажеш јавно, би требало да предизвикаат, не знам, мисли во нормално време да речеме Европа да упати порака кон САД дека ќе се тепаме за Гренланд, што би предизвикало на берзите, на пазарот со нафта, не знам. А ние така веќе не стана нормално, така да што да предвиди човек. Конкретно во Македонија мислам дека ќе се движиме во рамките на овие работи што ги зборувавме, значи ветувањата што се дадени се тие, компетентно спроведување на инфраструктурни проекти што исто го немавме во минатото, што на пример дури и САД забележа, окей, ние сме се подпишале со Артан Груби за овој договор, барем да се реализира, значи барем спроведете го, покрај сите други слабости, нели? Гледаме сега барем се спроведуваат. И постоечките и нови проекти се договараат, така да тоа се очекува. Тоа секако ќе влијае на општата економска состојба, се надеваме позитивно, да нема мигранти. Так. Очекува и навистина да се процесуираат
барем некој од овие мноштво дела за малку од малку народов да види дека има правда во смисол дека се истражуваат сите политички страни во Македонија, а не секогаш само една политичка опција да се гони до балчак. Так. Дека ќе има равномерно истражување и процесуирање на кривичните дела и кај другите партии, а не само ВМРО да се апси, не знам, 2002, па 2015, па натаму, па... Така. Не очекуваш уставни измени при фаќање исто така? Па сега со избориве во Бугарија, тешко, инаку нели, Македонија има поставено услови под кои што би била подготвена, затоа тие услови за бугарски влади во наплев на национализам, да бугарски политичари навикнати на Заев на вистина се шокантно звучат, навикнати на човек кој што секе потпише, секе прифати. Во нормални услови претпоставам дека би биле разумни, нормални барања. Значи, за некаков реципроцитет меѓу две суверени, самостојни држави кои што како добри соседи треба да градат односи на взаимно уважување, не само едната страна да поставува барања, например, да не априори да ги отфрла другите, еднакви исти, дури и помали барања. Така да, во моментов тешко ќе бидат прифатливи, но нели, излезните опции тука се други, или некоја голема европска држава на вистина да се ангажира, да застане зад проширувањето со Украина, Молдавија и Црна Гора целиот пакет. Тешко, да. Или ова другата опција што нуди Еди Рама да што бара веќе, нели, од позиција на земја што преговара за полноправно членство, тој бара неполноправно членство. Придружна некоја си таму. Што е, мислам, коректно решение кое што би можела, нели, ако има некаква желба во Бугарија да се спушти топката, да се намалат овие тензии, што мислам е стварно потребно, мислам дека би било добро излазно решение и за нив. Да влез во ЕУ без, ние да имаме право на вето без земји членки на ЕУ да имаат пак право на вето кон нас. Така. Што мислам дека е... Нати го дај ми. Па да. Така. Како и да ја очекуваш добра година? Да се надеваме. Така. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам на поканата. Ми беше чест. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте не живи и здрави и секако чувајте се многу.